Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Утрово, да си кажеме, на една многу интересна и би рекол потресна тема, а тоа е трговијата со луѓе. Мои гости во студиото се две дами кои својот професионален век, професионални кариери ги посветиле на борбата против трговијата со луѓе. Госпоѓа Светлана Влаховиќ Димановска, заменик национален координатор за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, и Марија Тодоровска, отворена порта Ла Страда. Добре дојдовте во студиото на Телма. Како се чувствувате? Пријатно во секој случај. Добро. Би сакал на нашите гледачи да им кажам дека повод за овој денешен разговор на оваа тема е Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, кој се совпаѓа, односно паѓа истовремено со одбележувањето на Македонија на 20 годишнината од формирањето на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе, така што имаме повод за оваа интересна тема да им ја доближиме на гледачите, бидејќи можеме да влијаеме врз зголемување на свеста и ние како медиуми да се вклучиме во тој широк фронт против трговијата со луѓе. Господје Влаховиќ Димановска, ве молам на почетокот да објасниме што всушност представува трговија со луѓе и според вас колку јавноста знае за овој феномен? Би сакала да ви се заблагодарам за поканата. Навистина е вистинско задоволство да биде дел од вашата програма и благодарност заради тоа што можам да ги споделам и со пошироката јавност активностите кои што ги презема Националната комисија. Да, вчера беше Европскиот ден за борба против трговија со луѓе и нашата држава, односно Националната комисија во координација со своите партнери, се приклучи кон тоа глобално одбележување на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе. Меѓутоа, сето тоа со една единствена цел – да ја зголемиме свесност од ризикот за трговија со луѓе, да упратиме една порака до сите граѓани, дека трговијата со луѓе не е само кривично дело кој што има елементи на организиран криминал. Таа е многу повеќе. Таа е флагрантно кршење на човековите слободи и права, уништување на човечкото достоинство и интегритет. И затоа не случајно се споменува дека трговијата со луѓе представува модерно робство. Истовремено би сакала да упатиме порака и до сите граѓани дека кога збориме за широк фронт за борба против трговија со луѓе, сите граѓани се дел од тој фронт, бидејќи во секој од нас лежи таа одговорност, прво би рекла морална, а кога станува збор за државните институции законска обврска да пријави било какво сомневање за трговија со луѓе. А потоа во секој од нас лежи и потенцијална жртва на трговија со луѓе. Да препознае за било какво сомневање веднаш да пријави, бидејќи сите заедно можеме да спасиме човечки живот. Да, имаме можност во текот на емисијата ќе го покажеме и телефонскиот број на кој може да се и сите други адреси на кои граѓаните може да се јават да пријават случај или да се пожалат како жртви на трговија со луѓе. Веќе телефонска линија која што е менаџирана од страна на Отворена порта. Голема благодарност за сето тоа. Исто така постои Red Button, црвеното копче, кој што може да го најдат на апликацијата на Министерството за внатрешни работи и да пријават било какво сомневање. Може ли на почетокот само уште малку прецизно да објасните кои се формите на трговија со луѓе? Би рековте модерно робство, поголема злоупотреба, флагрантно кршење на човекови права. Што конкретно би значило? Станува збор за различни форми на овие на експлоатација, би ги рекла. Тоа најчесто и првично луѓето кога збориме за трговија со луѓе ја помислуваат сексуалната експлоатација. Да, таа навистина е присутна и во нашата држава. Меѓутоа, се повеќе замав, тоа се тие светските трендови, меѓутоа тоа е карактеристика во нашата земја, се појавува трудовата експлоатација како форма на трговија со луѓе. Питачењето исто така како облик и она што е особено жалосно, присилните бракови се една од формите кои што се доминантни во нашата држава за како форма на експлоатација на трговија со луѓе. Господја Тодоровска, вие, извинете, ќе се навратиме подосна, како представник на граѓанскиот сектор, кој исто така е еден од столбовите во тој широк фронт, во таа коалиција во борбата против трговијата со луѓе. Што е одговорноста на невладиниот, на граѓанскиот сектор, а што е одговорност на државата? Дали вие како граѓански активисти сте повеќе вклучени во однос на превенцијата? Па вака, ние сме Сдружение на граѓани за акција против насилство и трговија со луѓе, тоа е нашето долго име и
како здружение на граѓани, нашата одговорност е према граѓаните. Ние сме сервис за граѓаните. Да им обезбедиме од една страна примерна помош и поддршка доколку се соочуваат со одредени ранливости, вклучувајќи ситуација на насилство, трговија со луѓе и експлоатација, но исто така сме тука да обезбедиме поголема информираност и достап до информација до граѓаните во однос на тоа што е трговија со луѓе, како се случува, како и да ги охрабриме исто така да пријават случај на трговија со луѓе. Исто така, ние доста работиме, 20 години постои отворена портала Страда и од самиот почеток работиме во соработки, партнерство со институциите, бидејќи сме тука да работиме на оние проблеми или ризици кои што се јавуваат на индивидуално ниво, на ниво на заедницата, но и на структурно ниво кога станува збор за проблемот на трговија со луѓе. Значи обезбедуваме повеќе видови на сервиси, обуки, јакнење на капацитетите на оние кои одговорните институции кога станува збор за овој проблем со цел да откријат повеќе случаеви, а со тоа истите да бидат нели заштитени, но исто така работиме доста и со младите, со децата, оние кои што се доста ранливи кога станува збор за експлоатација или соочување со ризици на експлоатација и трговија со луѓе, со тоа што работиме на нивно јакнење како лидери, нивно пренесување на информациите до своите соученици, но исто така и нивна едукација во соработка со образовните институции. Сепак на крајот морам да кажам дека примерно за отворена порта е обезбедување на основната помош и поддршка за жртвите на трговија со луѓе преку различни видови на форми за кои што ќе има време повеќе да објаснам. Меѓутоа, исто така морам да објаснам дека отворена порта како граѓанска организација, имајќи предвид дека постојано во контакт со лица кои што преживеале ситуација на трговија со луѓе или пак се во потенцијална или ризична ситуација на експлоатација и трговија со луѓе, исто така има обврска да принесе оние работи со кои што се соочиле овие жртви до институциите, односно пренесување на она што сметаме дека треба да се подобри со цел подобар одговор во ефективната борба против трговија со луѓе, но и со цел подобра поддршка и заштита на овие лица нели на национално ниво. Во секој случај сте упатени на секојдневна соработка со државните институции. Да. Точно така, меѓутоа ние сме сервис на граѓаните. Отворени се нашите порти за граѓаните во секој време да се јават, да побараат помош или информација кога станува збор за трговија со луѓе. Госпоѓа Влаховиќ Димановска, спомнавте дека кога ќе се спомне трговија со луѓе, најчесто се мисли на сексуалната експлоатација и можеби таа е најмасовна или најприсутна како таква. Меѓутоа бележи замав, односно се по масовна станува и трудовата експлоатација. Да. Зашто станува збор кога се работи за трудова експлоатација? Да. Дозволете пред да одговорам на вашето прашање, ние за гледачите во интерес на споделување на информациите, кога збориме за широк фронт за борба против трговија со луѓе, тоа е всушност централно место има Националната комисија. Како што споменавте, едно од поводите е дека ние славиме 20 години постоење на Националната комисија за борба против трговија со луѓе. И таа е всушност таа тело кој што ги обединува сите државни институции кои што имаат надлежност, имаат ингеренции во борбата против трговијата со луѓе. Тоа е тука Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, за образование, Министерството за надворешни работи, Државниот инспекторат. Не случајно од причина што трудовата експлоатација е еден од облиците. Меѓутоа, поентата наша не е само активностите да ги координираме на државно ниво. Од тие причини го формиравме секретаријатот, во кој што се представниците на меѓународните организации, како што е Меѓународната организација за миграција, УНХЦР, ICMPD, потоа германското друштво ГИС, да не ги можда некој ќе заборава, невладиниот, граѓанскиот сектор и сите наши активности ние ги правиме координирано, заедно со една симбиоза помеѓу државните институции, невладиниот сектор, граѓанскиот, меѓународните организации. Бидејќи една од нашите стратешки определби е долгорочно партнерство со граѓанскиот сектор. И мислам дека тоа е клучот за нашиот успех. И тоа е причината зашто веќе 20 години Националната комисија успева да обстои, 20 години успева да решава предизвици со кои што се соочува, благодарејќи на тоа партнерство. И покрај оваа голема коалиција што ја споменавте од домашни институции, меѓународни организации, странска помош, невладин сектор, сепак проблемот е присутен. Да, секогаш може повеќе, секогаш може подобро. Жртви има. Рековме освен сексуална експлоатација, трудова експлоатација. Што конкретно станува збор кога се зборува за трудова експлоатација? Трудовата експлоатација може да биде присилна работа, се зборам за карактеристиките во нашата држава.
Трудовата експлоатација е присилна работа во угостителските објекти и таа може да биде комбинирана со сексуалната експлоатација. На жалост, меѓутоа тоа е реалноста. Од друга страна, трудовата експлоатација е присилна работа, принудување на принудна работа во областа на земјоделството, на сточарството, и тоа се соочува, и исто така се принудното петачење. Кога станува збор за земјоделството, услужниот сектор, реков угостителството, најчесто им ги одземаат на жртвите пасошите од тој тип на... Јас, докато дозволите, би дала еден пример кој што би се случи оваа година и кој што е пример за трудова експлоатација. Меѓутоа, станува збор за врз основа меѓународен случај. На меѓународен случај ги добивме информациите преку Интерпол, благодарејќи на одличната соработка која што ги имаме и со другите странски и полициски служби. На нашата територија откриена една организирана криминална група од Кина, Тајван. Што се случуваше? Би можела да кажам наивни млади луѓе, донесени од Кина, без да знаат каде одат, која им е крајната дестинација, што треба да работат. Сите тие беа затворени во една куќа, така наречената кол центар за измами, веднаш од страна на криминалците, од страна на таа организирана криминална група. На територија на Скопје беше? На територија на Македонија, да не навлегуваме во поединостите, и во кој што им беа одземени пасошите, одземени мобилните телефони. Значи, они нема никаква врска со надворешниот свет. Меѓутоа, таа тортура не застана овде. Тие беа физички малтретирани, закани за своето семејство, за опасност од нивното семејство и со цел од страна на криминалците да вршат измами. Сега, не знам колку имаме време да збориме, модерни робови. Благодарејќи на таа меѓународна соработка, благодарејќи на една добро организирана активност на МВР, нормално под раководство на јавниот обвинител, успеавме да се документира целиот случај, да се спасат, станува збор за околу 39 жртви на трговија со луѓе, и целиот тој доказан материјал е предаден на надлежните служби. Спомната главно млади луѓе биле? Млади луѓе. Не можеле преку тој кол центар на кој работеле да алармира, да ги алармира институциите? Не, поради тоа што беа под голем мониторинг од страна на надзор на криминалците. Ако што спомнав, нивните мобилни телефони како едино својство за комуникација, надвор од тоа веднаш им беа одземени. Еве, господи Влаховиќ, спомнавте еден случај конкретен, и ова е добро за да им стане на гледачите појасно, а во таа смисла и со таа цел за да им го доближиме проблемот на нашата поширока публика, јас би ја замолил режијата да емитуваме 2 куси видеа кои се од ќе обезбеди отворена портал Страда. Едно по друго, куси се, нема да ни одземат повеќе од 4 до 5 минути, а потоа ќе ги прокоментираме заедно. Моето патување започна вака. Тргнав во потрага по подобар живот, поголема плата, подобри услови. Едноставно барав шанса за подобра иднина. Бев возбудена, но истовремено и малку исплашена. Не бев толку далеко од дома, кога сватив дека не е се така како што ми беше ветено. Се што мислев дека е сигурно, почна да се распаѓа. Соочувањето со реалноста ми го однесе тлото од поднозете. Сватив дека ветувањата биле само тоа, ветување. 12 работни часа, без право на избор, без одмор, без плата, без пасош, безнадежноста ме преплави како тема и брани. Плачев, барав помош, но немаше кој да ме чуе. Оно што мислев дека е патот кон остварување на моите соништа, се претвори во мојот најлош кошмар. И се што остана беше мојата потрага за подобра иднина во историјата на интернет пробарувачите. Информирај се на SOS линијата за помош од трговија со луѓе на 0800 111 11 или на www.lastrada.org.mk.
Моето име е Ана. Имам 19 години и доаѓам од едно мало село од истокот, каде што живеев со семејството. Кога имав 13 години, татко ми ме продаде за 300 евра. Сопругот и неговото семејство многу ме навредуваа. Ме тепа. Ме тераа да питачам по улиците да заработам некој денар. Избегав и се вратив дома. Татко ми повторно ме продаде за пари, а тој мојот маж ме тераше да имам сексуални односи со повеќе мажи за пари. Парите ги собираше тој. Рече дека платил за мене 500 евра и дека морам да ги заработам тие пари. Бев заробена во една соба. Тој контролираше кога ќе јадам, спијам, кога ќе одам во тоалет. Веќе не памтам колку мажи помина низ таа соба. Еден ден собрав храброст и кога тој беше на пазар, избегав и отидов во полиција. Таму им раскажав што ми се случуваше. Ти ме однесе на безбедно место во прифатилиште. Сведочев, а мојата адвокатка се грижеше за мене додека траеше судењето. Татко ми и мажот ми ги осудија на по 6 години затвор. Судот одлучи тие да ми надоместат пари за сите страдања. Уште ги чекам моите пари, иако од судењето поминаа 3 години. Сакам тие пари да ми бидат нов почеток во животот, а тие да платат за тоа што ми направија. Ете, видовме две видеа, едното поучно, под мотото не се залетува, едукативно, второто многу потресно сведоштво на една конкретна жртва на трговија со луѓе. Господја Димановиќ, Влаховиќ Димановска, кои се светските трендови? Дали ова што го видовме кај нас е и светски тренд кога станува збор за облиците на трговија со луѓе, кои форми се најзастапени и кај нас и кои се најчесто жртвите? Дали се тоа деца? Светските трендови се, како што споменав, децата. Нажалост. Децата жртви на трговија со луѓе, кое што ја алармира потребата од енергична акција на сите. Меѓутоа, оно што се забележува, тоа е како последица на ковидот, на затварањето, рестрикциите за движењето и слично, дека се децата се повеќе ги се изложени на опасност преку интернет. Значи, доаѓаме до една ситуација да имаме нови облици на трговија со луѓе преку интернет, искористување на присуството на децата на интернет. Тоа е светскиот тренд. Неопходен е еден мултидисциплинарен пристап за да може да се одговори на оваа појава. Сите меѓународни извештаи, например извештаите на Европол, исто така потврдуваат присутноста на криминалците на интернет, нивното врбување на децата и сите алармираат потребата од една поенергична акција во овој дел. Иначе, исто така и во извештаите на Грета, да несомнено зголемувањето на бројот на децата како жртви на трговија со луѓе, опасност од интернет, оној последниот тренд кој што добива во замав. И како што споменав, трудовата експлоатација исто така добива во замав и во светски рамерки. И ние тоа го поврзуваме со ковидот. Ковидот на некој начин доаѓа до осиромашување на определена категорија на луѓе. И знаеме, сиромаштвото, невработеноста е една од најголемите причини зашто луѓето ги прават радливи на трговија со луѓе. Да, видовме во првото видео, најчесто облик, односно регрутирање на жртвите со трговија со луѓе, може да се случи преку така наречените лажни огласи за вработување. Дали е тоа светски тренд кај нас? Дали кога станува збор за овој вид на криминал, станува збор за нешто што не познава граници, боја на кожа, валута? Дали станува збор за организиран синџир на трговци со луѓе? Па да, првата алка во трговијата со луѓе е регрутирање или вовлекување на лицата во ситуација на експлоатација, односно во ланецот, и мораме да кажеме нашето долгогодишно искуство работа со лицата и нивно сведоштво како се вовлекле во ситуација на трговија со луѓе укажува дека криминалците или трговците користат најразлични форми нели на регрутирање, користат различни техники кои што како со времето така се подобруваат. Еве госпоѓа Светлана спомена
сега во понова време една од посебните техники на вовлекување е онлайн или социјалните мрежи, каде што се објавуваат огласи за работа од една страна, особено кога станува збор за трудовата експлоатација, нели? Го видовме видеото, каде што објаснува уствари дека голем број од младите лица во Македонија на пример имаат потреба да се иселат од Македонија, некој подобар живот, подобра платена работа во странство, очекувајќи нели подобар стандард, подобри услови за живот и образование, па дури се јавуваат на огласи кои што беа споменати за работа во најразлични сектори каде што буквално не бараат никакво искуство, никакво знање на јазик, нели со одредени не толку детални информации кој е процесот нели на одење и така натаму. И практично тоа е првата алка кога станува збор за трговија со луѓе. Но од друга страна кога станува збор за сексуалната експлоатација и во нашето искуство и работата со посебно девојчињата жртви на трговија со луѓе, пак укажува дека голем процент од криминалците, оние што ќе вовлекле во трговијата со луѓе, се лица кои што вложеле во создавање на една емотивна врска со нив. Се представиле како пријател, како можен дечко или па далечен роднина кој што е во средината на тоа девојче, кој што се гради еден вид на доверба од почетокот со овие лица со цел полесно да ги вовлечат во ситуација на експлоатација, односно да добијат соодветна согласност од нивна страна дека да, ќе одам во странство да работам, да, ќе дојдам со тебе од овој град во тој град и всушност тоа е првата алка кога станува збор за трговија со луѓе. Веројатно, да. Телефоните, можноста да се јават дома кај своите блиски или да алармираат надлежните и Следниот чекор е точно тоа, кои механизми или контрола ги користат жртвите, трговците со луѓе врз криминалците, врз жртвите на трговија со луѓе и тоа се најразлични, тоа се сила, принуда, присила, често пати ги одземаат документите, воспоставуваат однос на должничко робство, на пример тие ќе платат за нивниот превоз од едно место до друго место или пак за сместувањето или кога ќе се согласат за работата, ќе се договорат дека толку и толку проценти од платата ќе треба да дадат на трговецот и тоа постојано се зголемува и тоа е еден вид на должничко робство што не може жртвата никогаш да го исплати. Од друга страна, кога станува збор посебно за сексуалната експлоатација, се јавува огромна контрола, ограничување на движење, психолошка или ментална контрола кога станува збор за особено за деца или пак вршење на притисок врз семејството или заплашување на лицата дека доколку пријават ситуација на трговија со луѓе, нели ќе наштетат на нивното семејство или пак ќе обелоденат пред заедницата, зашто за некои лица тоа и не е соодветно, односно се плашат за тоа. Третиот чекор е секако вовлекување и принуда на лицата да бидат експлоатирани, да извршуваат работи за кои што тие не сакаат и не се согласуваат, а тоа е сексуална експлоатација или присилна проституција или па дистрибуција на порнографски материјали, кои што во денешно време повеќе се користат преку онлайн социјалните мрежи, принудната работа или трудовата експлоатација која што за жал се случува во сектори кои што не се добро регулирани и каде правата на работниците не се многу заштитени, и тоа е земјоделскиот сектор, градежниот сектор, текстилната индустрија, прашање каде што особено тука станува збор пак за лица кои што се странци или мигранти, економски мигранти. Тука би кажала еве за нашите граѓани, иако не е многу јасно објаснето во јавност или нема такви случаи, меѓутоа преку нашите контакти со работници, граѓански организации во странство, има информации дека одредени наши работници работат по линијата во земјоделскиот сектор во западноевропските земји, тука Италија, Германија, Холандија, каде што се соочили со ситуација на експлоатација, меѓутоа не се кога ќе се вратат назад, се плашат да кажат за состојбата, не го пријавиле случајот, а при тоа можело да им се помогне да имаат соодветна помош и поддршка кога станува збор за Господине Влаховиќ, дали кога станува збор за жртвите на трговија со луѓе, најчесто тие се регрутираат од социјално загрозени, ранливи категории граѓани, нефункционални семејства, и од друга страна, кои се најчесто пак трговците со луѓе? Дали станува збор за организиран синџир на криминал кои не се однесува само на една земја, туку глобално? Направени се голем број на истражувања на кои се тие факторите, push и pull фактори кои што водат до трговија со луѓе. Тие истражувања имаме голема поддршка од страна на невладиниот сектор, граѓанскиот сектор, кој што повторно реков дека е партнер во нашите активности. Сите тие истражувања ја истекнуваат на површина дека, како што спомнав,
семеното насилство, сиромаштијата, навработеноста најчесто, не секогаш, меѓутоа најчесто е Фактор за ризик кој што ги става во трговија со луѓе. Меѓутоа секој случај е индивидуален, бидејќи целата наша политика се сведува на индивидуален пристап кон жртвата, а не меѓутоа ова се, како да кажам, научни потврдени фактори кои што доведуваат до трговија со луѓе. На претходно ме прашавте за статистиката за децата, се извинувам, во моментот ја немав, само да споделам со граѓаните дека оваа година имаме 40 странски државјани, од кои што едно е дете, 5 домашни жртви на трговија со луѓе, од кои 4 се жртви на трговија со деца. Минатата година беше сосема другачија состојбата, каде имавме 7 жртви на трговија со луѓе, од кои 6 беа деца. Меѓутоа, не сакам да го звучам сурово кога ги презентирам овие статистички податоци, бидејќи секогаш кога станува збор за бројки, тоа не се бројки, тоа се човечки животи. Судбини. Тие не се безимени лица, тие не живеат надвор од нашето секојдневно, тие се во нашето обкружување. Тоа се човечки животи исполнети со страдење и со мак. И ако успеавме барем една жртва да идентификуваме, на некој начин сме го оправдале причината за своето постоење. Така. Ве прашав и за трговците. Кои се најчесто трговците и дали тие се локални или станува збор за синџир на глобално ниво? Синџир на глобално ниво во секој случај. Значи, најпрофитабилен бизнис е трговијата со луѓе. И не случајно, таа најчесто е поврзана со трговијата со дрога, оружје и слично. И во таа трка за профит, криминалците... Најчесто се исти криминални банди? Поврзани, лично се поврзуваат, бидејќи трката за профит ги обединува. И заради тоа, во никој случај ние не можеме да бидеме, да ги креираме нашите политики на национално ниво. Мораме да ги креираме на меѓународно ниво. Ќе излезам малце надвор од вашето прашање, меѓутоа само да споделам информација дека токму Националната комисија беше причина, иницијатор зашто со сите во соседството, со сите држави во соседството иницииравме и подпишавме договори за соработка во областа на трговијата со луѓе, за да можеме да разменуваме информации, за да може заеднички да ги гониме криминалците, за да таа соработка иде полесно, побрзо и слично. Во тек се преговорите со Грција, се надевам дека скоро ќе го склучиме и тој договор со Словенија, со Босна и Херцеговина. Тоа е алатка која што има државите. Значи мораме да делуваме на меѓународен план. А трговците на жалост се најчесто некои од блиското обкружување на жртвата. Го споменавме присилното питачење. Не, тоа сакам да ја прашам. Кога станува збор за питачењето, сведоци сме ние, барем во Скопје и во другите поголеми градови, на крстосниците секојдневно мајки и мали деца бараат пари од возачите кои чекаат на семафор. Дали питачењето е форма на трговија со луѓе? Или пак станува збор за социјално ранливи категории на граѓани кои немаат друг начин за преживување? Питачењето е една од формите на експлоатација за трговија со луѓе, меѓутоа мораме да правиме разлика помеѓу трговија со луѓе и она неводењето на родителски однос кон детето, кој што всушност не ги содржи сите елементи на трговија со луѓе. Јас само сакам да споделам еден пример, кој што на жалост, жртва која идентификувавме оваа година. Станува збор за едно момче, малолетно дете, кое што беше принудено на питачење, беше на некој начин шетано низ сите градови низ нашата држава за да питачи од страна на криминалците и беше принудувано секој ден да носи на криминалците минимум 2 до 3.000 денари. Во случај кога тоа дете, тоа момче, не можеше да ги обезбеди тие пари, беше подложено на сурово, веруете, сурово казнување од страна на и многу повеќе од страна на криминалците, недавање на храна, ставање во многу лоши услови за живот и слично. Благодарејќи на активноста на надлежните институции, детето сега е во сигурни раце, во сигурни услови. И питачењето не е само наш проблем. Питачењето е проблем на целиот регион, ако можам да кажам. Ние имаме доста развиена мрежа на национални координатори во Југоисточна Европа и ние често пати настојуваме да го најдеме овој проблем на ниво на Западен Балкан, да се преземат поенергични акции. А зошто е толку нерешлив? Ако станува збор за трговија со луѓе, веројатно лесно може социјалните служби да се вклучат повеќе и да го решиме тој проблем. Вклучувањето на социјалните служби е клучно. Точно што во питачењето се вклучени родителите,
луѓето во кои што децата имаат природно најголем број на доверба и од нив гледаат заштита, тоа е природен процес да иде во својот родител, да се ослонуваш и да веруваш во него. Најчесто често е да се влезе во тие семејства, често е да се признае дека родителот е тој кој што не секогаш, меѓутоа во многу случаи го принудува детето на питачење. Вие спомнавте пример во кој младо момче било жртва на експлоатација. Меѓутоа, кога се подготвував за овој разговор, на веб страницата на Ла Страда најдов информација, односно податок дека жените и девојките се 99% жртви на секс индустрија, а 58% на другите сектори на експлоатација. Значи во овие други сектори на експлоатација трудова има и мажи. Па да, тоа е... Дали па има и мажи во сексуална експлоатација жртви, кои се идентификувани како такви? На глобално ниво и на национално ниво во најголем број од жртвите на трговија со луѓе се жени и девојчиња заради и овие жени и девојчиња заради сексуална експлоатација, но се зголемува и бројот на трудова експлоатација, тоа дека го кажавме. Кога станува збор за трудова експлоатација и мажите, но и жените се жртви на трговија со луѓе во различни сектори. Домашна работа, земјоделен сектор, градинен сектор и така натаму. Меѓутоа, кога станува збор за мажите и момчињата, постои родовиот статус и традиционалните состојби кога станува збор за овој проблем на национално ниво. Веќе кажам, се случува, присутно е, имаме информации, имаме контакти со лица кои што се соочиле со експлоатација, трудова експлоатација и ризични состојби, меѓутоа не се гледаат себе си како жртви, особено ова станува збор за мажите, бидејќи се сметаат за носители на одлуки на домашно ниво, носат пари, за благосостојба на семејството и одредени стереотипи и состојби за овие лица која е нивната улога, улогата на мажот во однос на улогата на жената. Но од друга страна пак и жените се во поголем број случаи жртви на трговија со луѓе и трудова и сексуална, исто така поради родовата улога. Дел од нив се имаат соочено со одреден тип на насилство, дисфункционалност во семејството, особено родово заснувано насилство, за тоа што се девојчиња, за тоа што се жени, поради нивната состојба во рамките на семејството или во рамките на заедницата, што ги спречува на еден начин да пријават случај на трговија со луѓе или да се охрабрат да излезат од таа ситуација. Имаме случаи на жртви на трговија со луѓе, пред да станат жртви на трговија со луѓе биле жртви на семено насилство или друг тип на насилство. Вие како отворена порта им нудите за солниште, односно шелтер, центар, како се вика, место каде што на тајна локација каде жртвите може да се сместат и да бидат заштитени на тој начин. Каква поддршка им нудите на тие луѓе и за да ги заштитите од повторна регрутација, односно повторно влегување во тој вител на трговија со луѓе? И накмисо да објасните, ве молам, како функционира тој процес, откако, например, една жртва ќе се охрабри да се јави на, ево ја гледаме таа SOS линија 0800 11111. Што се случува? Звони телефонот или го спомна господја Влаховиќ она црвено копче во Министерството за внатрешни работи, како може да се вклучи? Како е од аларм до крајна процедура, односно до третман, како оди? Да, првиот чекор е пријава на случајот на трговија со луѓе, дали од самото лице или пак од лица кои што блиску до никој или никој од надвор кој што видел случај на трговија со луѓе. Ако се јават на нашата SOS линија, ние нормално го следиме случајот, ги собираме податоците, разговараме со пријавувачот кои се следните постапки, дека може заедно со нас во соработка со институциите да се направи интервју и да се отпочне процесот на идентификување или откривање, официјално препознавање на случаевите на трговија со луѓе, кој често пати е подолг процес, меѓутоа ова е првиот чекор. Првична помош и поддршка веднаш се дава за овие лица, особено ако се работи за критична ситуација, се прави план за нејзино сместување или негово сместување на сигурна, безбедна локација, првенствено за да се изведе од ситуација на експлоатација и трговија со луѓе. Се остава простор за стабилизација, еден вид на стабилизација со цел да се одмори, за малце да види во каква состојба, малце да се чувствува безбедно, потоа се разговара со лицето во однос на услугите кои што се обезбедуваат и пред се кои се нивните права како жртва на трговија со луѓе. Информација во однос на постапката,
кривичниот прогон, услугите кои што им се потребни, кои што вклучуваат безбедно сместување, психосоцијална поддршка, медицинска помош, но исто така и правно советување, правна помош, доколку се продолжи со обвинение кога станува збор за овој случај на трговија со луѓе. Кога станува збор за странски лица жртви на трговија со луѓе, но и за македонските, првиот период е всушност период на рефлексија, нивно размислување дали воопшто ќе продолжат со состојбата и со работката со институциите. Значи во тој момент исто имаат право на помош и поддршка, а подоцна се продолжува нели и во однос на постапките за ресоциализација и рехабилитација. Тоа за солниште за жртвите на трговија со луѓе, колку места за сместување има и колку штитеници имате моментално? Капацитетот на Центарот за жртви на трговија и сексуално насилство е лимитиран. Моментално има капацитет за 7 лица да бидат сместени. Капацитетите дозволуваат сместување на жени и девојчиња во моментот начално, а во моментов имаме 4 жртви на трговија со луѓе кои што се сместени во Центарот. Морам да кажам дека кога станува збор за сместување во Центарот, од една страна е пријавување на нашата СОС линија и постапување од страната на нашите стручни лица, социјални работници, психолози, едукатори кои што работат на овој проблем, но исто така овие лица може да бидат упатени од страна на институциите, Центарот за социјална работа, од страна на полицијата, но исто така од страна на мобилните тимови кои што моментално оперираат нели на Република Македонија со цел да ги упатат до Центарот. Само 4 спомнавте штитеници. Има малку жртви на трговија со луѓе, на толкава коалиција и толку широк фронт во битката, или пак исто така најдов еден податок кој малку ме збуни, бидејќи постои национална комисија, постои акцијски план, постои стратегија за битка против трговијата со луѓе, 20 години комисијата, многу голем број невладин сектор, невладини организации вклучени во битката, поддршка од меѓународните организации, а Македонија регистрира годишно едноцифрена бројка, освен овој случај што го спомнавте за минатата година со луѓето од Кина, за разлика од соседните земји каде што се идентификуваат меѓу 100 до 150 случаи на трговија со луѓе годишно, во Македонија бројката е едноцифрена. Зошто? Прашањето може да одговорам јас? Да. Случајно со тај што го споменавте од оваа година. Јас би ги споделила статистичките податоци, како викаат понекогаш статистиката и самата за себе зборува. Оваа година, кој што зборамат за периодот од јануари до октомври, идентификувани се 45 жртви на трговија со луѓе. Да, тука и бројката од Тајван, меѓутоа не е само таа. Идентификувани се и домашни жртви на трговија со луѓе, деца, во најголем број, во 3 случаи се присилни бракови, случаи на трудова експлоатација, на домашен државјанин, како и случај на сексуална експлоатација. Значи 45 жртви на трговија со луѓе до сега. Дозволете ги споредам со минатите години. Минатата година имавме 7, 2019 4, 2018 9, 2017 2 жртви на трговија со луѓе. Оно што сакам да го кажам дека сепак сите нашите активности, тоа ме охрабрува дека даваат ефект, бидејќи евидентен е порастот на идентификација на жртвите на трговија со луѓе, зборам во нашата држава. Секогаш може повеќе, секогаш може подобро. Ние уште повеќе ги зајакнуваме капацитетите за борба против трговија со луѓе. И во таа насока би го споделила информацијата дека неодамна се формираше еден оперативен тим за идентификација на жртви на трговија со луѓе, во кој што се представници од Министерството за внатрешни работи, јавниот обвинител, од граѓанскиот сектор, социјалните работници, кои што исто така е во функција на обезбедување на поголема идентификација. Оно што сакам да го потенцирам, дека сепак, иако оваа година сме среќни дека бројките не се едноцифрени, туку двоцифрени, зборам за идентификуваните жртви на трговија со луѓе, сепак забележен е порест на идентификацијата. И очекуваме и понатаму тоа да оди. Во ред, спомнавте бројки од 2 случаи, 9 случаи во изминатите години, и бројка од 46 во оваа година. Сепак и оваа најголема бројка е трикратно помала од случаите што се регистрираат во соседните земји. Прашање на ниска свест, на недоволно храброст да се пријават случаите или пак слабост на институциите да го истражат случајот и да го истуркаат до крај. Зашто станува збор? Зошто толкава разлика во бројките? Јас би рекла дека микс на неколку фактори е тоа. И заради тоа нашите активности се делат на 4 столба, кои што се темелот и стратегијата и нашите акцијски планови и слично. Прво е подигнување превенцијата.
Значи мораме да работиме и работиме на превенција, на подигнувањето на јавната свест, преку организирање на работилници, кампањи. Видеата исто така се начин да се допре до јавноста. Пандемијата ги промени начинот на нашето делување, поради тоа што порано работивме непосредно со граѓаните, непосредно со учениците во основните и средните училишта, непосредно со наставниот кадар и слично. Меѓутоа сега заради пандемијата тие активности се одвиваат онлайн. Меѓутоа, на подигнувањето на јавната свест, превентивните активности се еден од нашите столбови, кои што ги концепираме, ги спроведуваме заедно со невладиниот сектор и меѓународните организации. Меѓутоа, истрага, јаки институции за борба против трговија со луѓе. Значи, едниот сегмент е помош, заштита, реинтеграција на жртвата, а другиот сегмент државните институции за поголема идентификација за гонење на криминалците. И тука воведовме некои промени кои што верувам дека ќе дадат добри резултати. Тоа е, морам да го споменам, така наречениот Task Force за борба против трговија со луѓе, кој што го формиравме 2018 година, 2019 веќе почнуваат да се даваат резултатите и овие 46 жртви се дело на тој Task Force за борба против трговија со луѓе, во кој што е под раководство на јавниот обвинител, а во кој што членуваат препадници од различни единици во Министерството за внатрешни работи. И мислам дека таа симбиоза што обезбедивме на јавното обвинителство и МВР преку Task Force или Националната единица за борба против трговија со луѓе веќе дава резултати. Господине Тодоровска, дали вие сте како невладен сектор задоволни од бројот на идентификувани случаи на годишно ниво или дали таа бројка, колку е реалната бројка всушност? Колкава е реалната бројка според проценките? За жал, јас мислам дека ова не е реалната бројка кога станува збор за жртви на трговија со луѓе. Ако споредиме нели во регионот, ако споредиме на меѓународно ниво, станува збор за минимална бројка, а она што застрашува е што станува огромна бројка на лица кои што не се идентификувани, не се откриени, притоа немаат пристап до заштита и дополнително нели нивно учество во кривичниот процес или ефективна борба. Каде вие гледате причината за тоа? Причината е повеќе слојна, веќе зборавме. Од една страна што луѓето се плашат, страмиме да пријават случај на трговија со луѓе, од друга страна нема доволно доверба кон институциите да пријават овој случај. Некогаш тоа е причина затоа што не знаат доволно за своите права и за она што е запишано во законот. Например, во нашиот закон е запишано дека и во текот на процесот на идентификација и да сте потенцијална и официјално идентификувана жртва на трговија со луѓе, имате право на соодветна помош и поддршка која што ја споменав. Безбедно сместување, психолошка помош, медицинска помош, правна помош, рехабилитација и реинтеграција, без разлика дали за тоа дело ќе се отпочне кривичен процес или дали они морат или дали ќе соработуваат со институциите и така натаму. Од друга страна морам да кажам дека станува збор и за формите на трговија со луѓе. Повеќе од јавноста и не знае кои се формите на трговија со луѓе. Сега зборувавме за принудна работа, трудова експлоатација, која што е една најзавиена форма и често падне ниту јавноста, ниту самите лица се препознаваат себе си како робови, нели принудени на работа за која што не се согласуваат, а која што е експлоатирачка нели во целиот низ. Исто така многу станува збор каде се случува трговија со луѓе. За нашите македонски државјани трговија со луѓе може да се случи тука во земјата, но може да се случи надвор од земјата во некои од западноевропските земји и понатаму. Исто така ги охрабруваме тие лица кои што се случи со таква ситуација, па дури и ризична ситуација на експлоатација и трговија со луѓе во другите земји, да се јават, да пријават, ќе обезбедиме соодветна мрежа на поддршка дури и таму во земјата каде што се наоѓаат, бидејќи постои мрежа на граѓански организации кои што даваат безусловна помош на жртвите на трговија со луѓе од асистенција па се до правна помош и соодветна работа со институциите. И трето, но не помалку важно, морам да кажам дека по принцип треба да се користат механизмите за пријавување, граѓаните, заедницата да се охрабрат, дури и доколку имаат најмало сомневање дека нешто не е во ред со случајот, има одредени знаци, дали физичко насилство врз лицата, дали тие се изолирани, зборуваме за деца и за возрастни, дали тие имаат одреден, се повлечени, некој има страв, кај нив не комуницира со луѓе од една страна, се наоѓаат
доаѓаат во места каде што асоцираат на ситуација на експлоатација, дали се тоа ugostителските објекти или пак се градежните нели места или пак се полињата со различни земјоделски култури, сметаме ги охрабруваме да се јават и да пријават, бидејќи моментално системот е поставен здраво и може да одговори на случај на трговија со луѓе, а ние граѓанските организации сме тука да го следиме процесот, да го следиме, да потпомогнеме во процесот и да обезбедиме соодветна заштита за овие лица. Како би оцениле соработката со судовите, со јавното обвинителство? Дали сте задоволни од пресудите што се изрекуваат? Може ли некакви бројки во однос на тоа? Соработката со јавното обвинителство, добрата соработка со јавното обвинителство де факто ја манифестираме преку формирањето на националниот такс форс, како што реков, националниот единица за борба против трговија со луѓе и кримчарење мигранти. Како што реков, оваа национална единица е предводена од јавен обвинител, во која што членуваат представници од Министерството за внатрешни работи. Така да успесите на националниот такс форс, успеси како на јавното обвинителство, така на Министерството за внатрешни работи. Колку пресуди има годишно? Пресуди против трговци со луѓе. Тргови со луѓе. Јас би се држала трговци со деца. Би споменала, минатата година имаше 2 првосилни пресуди за трговија со дете. Би споменала едно од нив со оглед на висината на казната, кој што мислам дека би треба да биде добар пример и да ги охрабри судиите за израчување на повисоки казни за кога станува збор за трговија со дете како едно безмилосно кршење на човечките права, на едни невини суштества. Би ја споменала само пресудата која што првостепената пресуда беше со казна затвор за трговците од 12 години, а потоа по жалба од апелација беше изречена пресуда од 18 години затвор против криминалците. Спомнавте децата како најневини жртви. Во тој момент се присетив на еден случај од пред неколку години во Штип, едно девојче кој беше злоупотребувано, односно принудувано на сексуална експлоатација од страна на свој роднина, близок член на семејството. Дали овој случај, бидејќи беше идентификуван, беше третиран и од Министерството за внатрешни работи, доби пресуда? Дали знаете каков епилог доби? Случајот каде е жртвата, дали е спасено детето? Кога стана збор за жртви на трговија со луѓе, ние сме обврзани на зачување на податоците, тајноста на постапката, не откривање на одредени случаи, но она што можам да кажам базирано на овој случај, но она што можам да кажам во врска за овој случај, има и неколку повеќе такви случаи. За жал, во поголем број од случаевите, обвиненијата и кривичниот процес за дела на трговија со луѓе се базираат исклучиво на изјава или сведочење на жртвите на трговија со луѓе. Ние доста како организација работиме на правна помош, советување и поддршка на жртвите да се охрабрат, нели, да го споделат она што им се случило, се со цел да има соодветна ефективна казна на сторителот, трговецот со луѓе, односно оној што е обвинет. Меѓутоа, за жал, во повеќе случаи, а веќе споменавме, првото вовлекување и првиот трговец бил лице кој што е емотивно поврзано со нив, дали бил пријател, љубовник, дечко или мајка и татко, и во тие случаи многу е тешко да се мотивираат или да се поддржат жртвите да дадат изјава. Оттука морам да кажам, често зборувајќи со институциите, одговорните институции, зборуваме дека особено треба да се заакне процесот на истрага и да се собираат многу повеќе докази што не се поврзани само со изјавата или сведоштвото на жртвата, туку материјални и нематеријални докази кои што се битни да докажат дека тоа дело точно се случило. Зошто? Бидејќи кога ќе се заврши случајот, се добива и ефективна казна што е правда за жртвите на трговија со луѓе и уште повеќе се дури има право на компензација или надомесна штета за жртвите на трговија со луѓе во овие случаи, дали во кривичната постапка, дали во граѓанската постапка. И морам да кажам, споменувајќи видеото што го видовме точно за Ана, за сведоштвото, што кажува колку е важно да се помине целиот процес на ефективна казна, нели кривичен процес, кај што треба голема храброст да жртвите да учествуваат во целиот тој процес. Иако има процес на заштита, сепак тоа е стрес и бара соодветна храброст и соодветна поддршка за овие жртви. Меѓутоа, крајот е задоволителен за овие лица, бидејќи се добива висока казна за трговецот и од друга страна право за надомесна штета, што е паричен надоместок кој што може да ја помогне на жртвата за да почне нов живот. Да почне нов живот. И сега тука морам да кажам дека драго ми е што заедно со институциите и на наша иницијатива и на останатите сме во завршна фаза на законот за
за паричен надоместок на жртви на криминал, во кој што се вклучени и жртвите на трговија со луѓе, и се надеваме и ги мотивираме институциите и собранието да го донесат нели до крајот на годината, бидејќи мислам дека ќе има огромно значење во однос на заштита на жртвите, но и ефективно гонење на трговците, бидејќи тоа ќе ги охрабри лицата што е можно повеќе да соработуваат со институциите. Апел до институциите да се донесе законот. Уште едно прашање, бидејќи сме при крајот на овој разговор, ние како медиуми би се вклучиле со задоволство во овој широк фронт во борбата против трговија со луѓе, како Телма изразува подготвеност и за наредни интервјуа и за со цел да придонесеме за подигање на свеста и да ги охрабриме евентуалните жртви или познавачи на такви случаи да ги пријават, како на друг начин можеме ние да помогнеме? Па може да помогне на повеќе начин и ние долго време соработуваме со медиумите од повеќе аспекти, од превентивна и информативна аспект, информирање на јавноста, но и на ранливите групи, нели да пријават што е трговија со луѓе, но и каде да се обратат, каде да пријават, кој може да им помогне, но исто така сте доста клучни во однос на истражувачкото новинарство, што мислам дека е клучно исто во откривање на зацкриени случаи на трговија со луѓе. Овие форуми што ги зборевме, трансплантација на органи, вршење на кривични дела и одредени, да кажам, регионални или меѓународни концепти кои што мислам се клучни и може да ни помогнат многу во однос на застапување за овој случај. Сметам дека е особено важно медиумите да бидат нели во соработка со граѓанскиот сектор, нели со институциите со цел поефективно делување. Нашето студио останува отворено за сите ваши гостувања наредни и сите поводи и причини кои треба да ги соопштите со јавноста ви стоиме на располагање. Господја Тодоровска, господја Влаховиќ-Димановска, ви благодарам за исцрпните одговори. Ви посакувам многу успех во идентификувањето на случаите на трговија со луѓе и нивно третирање како што треба, враќање на жртвите во нормалниот свет и санкционирање на трговците. Ви благодарам на можноста да ги споделиме сите овие информации. Се согласувам, времето е прекратко од аспект на активностите кои што ги презема Националната комисија понекогпат. Мислам дека емисијата треба да биде многу подолга. Ми беше задоволство, ви стоиме на располагање во некоја следна пригода.